5 минути е трет роман на Сузана Турунџиева, а прв што не содржи ништо автобиографско. Првиот е насловен Куфер со соништа, издаден 2007 година, и вториот Животот не е бајка, издаден 2015 година, кој што е посветен на незината мајка. 5 минути е роман кој што навистина може да ги промени луѓето. Роман кој што е ода за животот, потрага по добрината и нешто што врши тектонско пореметување, кое те тера да ја свртиш, да ја одмотуваш мемориската лента наназад, па се прашуваш кои беа приликите кои не си смеел да ги пропуштиш во животот. 5 минути е приказна во која се трага по добрината, по безусловното пријателство, по среќата и по сето она за кое секој човек во одреден стадиум од животот размислува. Дали спаѓам во категоријата на среќни и свесни луѓе кои што паметно ќе ги искористат своите 5 минути и дали 5 минути навистина ни се случуваат навреме, предвреме или во невреме. Токму низ една убава интересна приказна на две млади девојки кои што сосема случајно се сретнуваат и подоцна судбината повторно ги разделува, но енергијата која што ги врзува е посилна од сите забрани, од сите луѓе кои што се обидуваат да им застанат на патот, и тоа нивно безусловно пријателство и потрага по среќата е нешто што навистина ја менува нашата диоптрија, и сите луѓе кои досега си ја набавија 5 минути, кои си ја прочитаа, веднаш потоа ми пиша или ми се јавија да ми го кажат нивниот коментар дека длабоко во нив промени многу нешта и ги поттикна да не само што се испитуваат наназад кои биле 5 минути кои не требало да ги пропуштат, туку од денес па натаму да ги препознаваме сите значајни минути во нашиот живот, бидејќи нема важни денови и важни минути. Секој ден е важен и секоја минута е важна, а може да биде многу значајна доколку сме разбудени. Не само што сме будни, туку треба да бидеме и разбудени. Мотивот да ја напише книгата е инспириран од писмото на незината ќерка Лора, што го напишала, а буквално ја треснала од земја Турунџиева. И откако било објавено на интернет, само за неколку часа имало повеќе од 100.000 прегледи. Не очекував дека мојата ќерка за неколку дена ќе добие илјадници пораки од татковци и мајки кои имаат слични животни приказни. Не очекував дека толку многу деца ќе се пронајдат во тоа писмо, а се што во тие први 48 часа запамтив и ми звонеше така во главата, беа едни 5 минути за кои мојата ќерка слушнала дека низиниот татко не умел да ги искористи во животот. И тоа толку многу силно ми зазвучи, што јас во истиот момент почувствував потреба да седнам на компјутер, да напишам еден таков краток јасен наслов 5 минути и да почнам да создавам и креирам приказна која вистински ќе не натера да се разбудиме и да ги препознаеме најважните 5 минути кои некогаш можеби се треба долго да ги чекаме, но трпението е нешто што навистина го краси секој паметен човек. Турунџиева има започнато голем број романи за пишување, но и не е само пишувањето единствената страст што ја има Турунџиева, почнувајќи од музиката, сликањето, телевизијата. Дел од ова им го пренеси на присутните во салата на Домот на културата Тошарсо во Виница, каде што беше промовиран романот.